Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Иако од Министерството за здравство тврдат дека преземаат чекори за унапредување на јавното здравство во повеќе категории, сепак реалноста е дека нема никаква реализација, ниту пак подготовка за реализација на бомбастично најавуваните проекти во здравството за подобрување на здравствениот систем кој го вети СДСМ на граѓаните. Единствено се случува криминална приватизација на јавното здравство, исто како приватизацијата на државните институции и фирми во 90-тите години. Таква е последната криминална тендерска постапка во Министерството за здравство, која што ја водеше директно Венко Филипче, со обидот за приватизација на стерилизација во јавните здравствени институции. Замислете, Венко Филипче тоа го нарекува интегрирано менаџирање со иновативни решенија за хируршки зафати и здравствена заштита од болнички инфекции. А со еден збор представува приватизација на стерилизацијата на хируршките сали и инструменти во сите здравствени институции во Република Македонија. Денес во Министерството за здравство ќе се отвара тендерска документација за приватизација на стерилизацијата, а министерот Филипче не одговори на следните прашања. Го прашувам уште еднаш. Се најавуваат највисоки стандарди за стерилизација во медицинската документација, се бараат единствено исполнување на најосновните интернационални стандарди. Дали до сега стерилизацијата не се изведуваше според највисоките европски стандарди? Дали тендерската процедура фаворизира една странска компанија која имплементира ваков проект на приватизација на стерилизацијата во здравството во соседна Албанија? Дали не случајно се исклучени сите компании од Македонија со барањето од тендерот да имаат вкупен годишен промет во последните 3 фискални години кој не е помал од 30 милиони евра? Дали против компанијата која што ја споменавме ја фаворизира министерот Филипче постои судски процес во Италија и во Албанија? Дали компанијата која подготвува министерот да добие на тендерот ќе има ексклузивни права за стерилизацијата на целата територија на Република Македонија? Дали со тоа се планира пропаднат и да згаснат 25 до 30 економски оператори кои што постојат моментално на пазарот во Република Македонија? Почитувани, според начинот на кој што е подготвен последниот тендер за стерилизација, ќе добиеме приватна компанија со монопол да ја добие грижата за стерилизацијата на зафатите во здравствените институции. Станува збор за област за која во иднина приватна фирма ќе треба да набавува хируршки инструменти, облека за лицата кои влегуваат во операцијска сала, дезинфекција на салите, па дури до грижа за медицинскиот отпад. Ги повикуваме министерот Венко Филипче и надлежните во Министерството за здравство да не дозволат судбината на граѓаните да падне во рацете на несериозни приватни компании против кои што се водат судски постапки. Време е оваа власт да почне да работи во интерес на граѓаните. Благодарам.